Во јадранската кошаркарска АБА лига започна Final Four турнирот во Комбанк арената во Белград и уште на стартот се случи големо изненадување. Цибона ја солода Црвена звезда со 75-70 избори место во големото финале. Кошаркарите на хрватскиот тим одиграа како ниту еднаш досега сезонава и дојде до победата која што покрај пласманот во големото финале од АБА лигата им донесе и место во кошаркарската Евролига. Цибона беше изворедна и водеше во текот на целиот надпревар, во еден момент предност издесуваше 19 поени. Во последните моменти од мечот се играше на една топка, сепак пресуден фактор на оваа средба се чини дека беше серијата од 15 последователни поени на гостинската екипа. Творци на оваа победа беа Дарио Шарич и Джералд Блесингейм, кои постигнаа по 21, односно 28 коша. Кај Црвена звезда Јака Блажич даде 26 коша. Потврлија и Демаркус Нелсон и Рашко Катич, а без поголем придонес беа останатите кошаркари на Црвена звезда. Цибона е првиот финалист, а на својот празник ке чека вечерва каде се среќаваат Партизан и Цедевита. Одиграни првите полуфинални средби во Лигата на Европа. Бенфика гостува до Јувентус со 2:1, додека Севиља со 2:0 беше подобра од Валенсија. Во Лисабон Бенфика и Јубрентус одиграа мощне драматичен надпревар, кој заврши со победа на домакините, но и со надеж за гостите дека на домашен терен во ремашот ќе може да дојдат до поволен резултат. Головите за Бенфика ги постигнаа Гарај во третата и Лима во 84-та минута. Единствениот гол за старата дама беше дело на Карлос Тевес. Севиља ја оправда улогата на фаворит и оствари победа во дуелот со Валенсија. Предност од 2:0 им дава големи шанси на фудбалерите на Севиља за пласман во големото финале од Лига Европа. Стрелци на головите за победничкиот тим беа Мбија и Бака. Реванш средбите се играат следната недела. Вчера на АТП тенискиот Мастерс 500 во Барселона на програмата беа 9 средби од третото коло. Фаворитите беа поуспешни, освен хрватот Марин Чилич кој приреди мини изненадување со елиминацијата на шпанскиот тенисер Томи Робредо со 2:1 во сетови, 7-5, 6-7 и 7-6 во третиот сет. Од останатите надпревари шпанецот Рафа Надал без потешкоти мина во следната фаза, откако во третото коло славеше со 2:0 во сетови над хрватот Иван Додик. Шпанецот и двата сета ги доби со идентичен резултат 6-3. Во шпанската пресметка Алмагро со 2:0 во сетови го победи Фернандо Вердаско на 2 пати со 6:3. Денеска продолжуваат надпреварите од четвртфиналето. Три средби од првата рунда од плейофот се одиграа синоќа во NBA лигата. Атланта Хоукс победа со 2:1 во победи против Индиана Пейсерс, откако синоќа оствари нова победа и ја искористи предноста на домашната публика со 98-85. Перо Антич постигна само 1 поен и 3 скока за 23 минути игра, многу лошо шутираше, но одлично играше во одбрана врз центрите на противничката екипа и даде полн придонес во новата победа на својот тим. Джеф Тик и Кайл Корвер дадоа по 22, односно 21 поен. Мемфис по продолженијата славеше над Оклахома со 98-95 и стигна до водство од 2:1 во серијата. По 30 поени на овој меч дадоа Кевин Дурент и Расел Весбрук, но тие не беа доволни да се победи Мемфис, чиј предводник беше Майк Конли со 20 коша. Лос Анџелес Клиперс исто така победе со 2:1 во серијата против Голден Стейт со гостинската победа од 98-96. Блейк Грифин даде 32 поени и 8 скока, а кај Голден Стейт најдобар поединец беше Клеј Томпсон со 26 коша. Клиперси до победата стигнаа од линијата за слободни фрлања, каде на 8 секунди до крајот Крис Пол беше прецизен за триумф на својата екипа. За вечера предвидени се 3 средби од првата плейоф рунда.